Во овој серијал ќе зборуваме на теми поврзани со климатските промени и енергетската транзиција и ќе покриеме различни аспекти кои се важни за подобро разбирање и справување со климатските промени. Од тоа што се фосилни горива и обновливи извори на енергија, преку енергетска транзиција до паметно енергетско планирање и финансирање. Останете со нас. Македонија, земја на чудата, со незините прекрасни предели, зеленила планини и реки. Често забораваме за природните убавини на нашата земја. Иако звучам како четврто оделенец кој зборува за својата татковина, да не се преправаме дека тоа не е така. Но сепак, како коментарите што ќе бидат под ова видео, сакале или не ќеле, во генетиката на македонецот е да најде начин да го уништи се ова. Меѓутоа, сепак сакаме да ни е подобро. Желбата за подобар живот, за подобар воздух, за здрава животна средина е се присутна помеѓу граѓаните. Како буба шваба на партизанска, ништо не може да ја уништи. Па треба да искористиме и да ја вложиме во процеси кои верували или не, овозможуваат релативно лесно решение што може да ни го решат проблемот со енергетската криза и климатските промени и конечно да не донесат до нешто подобро. Само треба да го направиме тоа паметно. Мислам, добро, сега, ако треба да е паметно, може би нема да е до толку лесно. Знаете. На ова мало парче земја ни се дадени толку многу можности. И затоа мора да се обидеме и да ги искористиме во наша полза сите природни потенцијали, без да си ги уништиме убавините. Ова во суштина значи дека при енергетското планирање не треба воопшто да се разгледуваат локации за енергетски проекти кои би можеле некако да им наштетат на природата или пак на земјоделското земјиште, што би имало сериозни реперкусии кон нас. Меѓутоа, нема потреба ни од пренамена на земјоделското земјиште во градежно, бидејќи постојат навистина доволно локации за безбеден развој на фотоволтаичните и ветерните централи. И тоа ако ви се верува, има доволно за сите. Во безсмртните зборови на Опра, ти добиваш локација. И ти добиваш локација. И ти добиваш уште една локација. Академиците од МАНУ би требало да изведат извештај годинава. Извештај со детални карти на сите локации подобни за развој на ветерна и соларна енергија. Јасно покажувајќи ни каде треба да ги поставиме, инсталираме панелите и ветерниците. Искористувањето на енергијата на сонцето и ветерот како обновливи извори е поставено како амбициозна цел при креирањето на Националниот план за енергија и клима. Меѓутоа, од значење за намалувањето на последиците од климатските промени е искористувањето на обновливите извори на енергија да се одвива со паметно планирање и избор на најдобри локации. Паметното енергетско планирање е алатка која го помага производството на енергија од обновливи извори и ги штити природните богатства со цел спречување на какви било штетни влијанија врз локалните заедници и богатата биолошка разновидност во земјата. Во првата фаза на проектот утврдивме дека на локации на стари рудници во нашата земја може да се инсталираат 650 мегавати обновливи извори на енергија. Всушност, ова е мокноста на нашата РЕК Битола, најголемиот производител на електрична енергија во државата. Во втората фаза, истражувачите ги анализираа сите можни локации на деградирано земјиште на целата територија на Македонија и површини кои би биле безбедни за ваков тип на проекти, користејќи голем број на критериуми. Како резултат, добиена е вкупна површина од 14.500 хектари за поставување на фотоволтаични системи со мокност од 11 гигавати. За ветер, вкупната можна површина изнесува 3.534 хектари на која може да се постават ветерни централи со инсталирана мокност од 354 мегавати. Имајќи предвид дека во државата имаме околу гигават и пол инсталирана мокност, овие резултати покажуваат дека имаме неверојатен голем потенцијал за обновливи извори на енергија без штетното влијание врз животната средина и нашето здравје.
Чувте и самите, драги гледачи, иако како мене исто така, не знам дали разбравте. Државата апсолутно нема изговор зошто паметно да не ги искористи сите овие природни ресурси што ги има земјата. Со точно утврдени локации и изобилство на предели кои чекаат да бидат искористени за обновлива енергија, без да има ризик кон животната средина, природата и луѓето. Имаме точно паметен енергетски план кој може уште веднаш да се стави во функција. Ете, толку е едноставно. Толку.